قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хајр и добро све до судниот ден. Возвишениот Аллах Азза ва Џел најдобро ја знае нашата слабост, а и знае дека грешиме. Па затоа он неговата милост ни ја отвори вратата на надежта и опроста. Тој е милостив кон оној што се надева во него и близок до оној што го повикува. Грешката е дел од човековата природа, но безгрешен нема. Затоа Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем рекол: "Валлази нефси бијади, лау лам тузнибу лазахаба Аллаху бикум, ва ладжаа биқаумин юзнибуна фаястагфируна Аллаха фајагфиру лахум." Се колнам во оној во чија рака е мојата душа. Кога вие не би грешеле, Аллах би ве отстранил и би довел луѓе кои грешат, па бараат прошка од Аллах и тој им простува. Вистинските богобојазливи луѓе, кога ќе сгрешат, веднаш бараат опрос и се каат. Затоа Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем рекол: "Куллу бани Адам хаттаун, ва хајрул хаттаин ат-таввабун." Секој син Адамов, секој еден човек греши, а најдобрите меѓу оние што грешат се тие што многу се каат и барат опрос од возвишениот Аллах Азза ва Џел. Од големата Аллахова милост е тоа што тој ја пружа својата рака ноќе за да им прости на оној што грешел дење и ја пружа дење за да им прости на оној што грешел ноќе. Аллах Азза ва Џел ги простува сите гревови. Затоа верникот никогаш не сме да очајува од милоста на својот Господар, колку и да му се големи гревовите и колку и да греши. وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. А кој губи надеж во милоста на својот Господар, освен оние кои се залутани, освен оние што се во заблуда. Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем пренесува дека возвишениот Аллах Азза ва Џел вели во хадис ал-Кудси: "О сине Адамов, се додека ме повикуваш, се додека ми се молиш и се надеваш во мене, јас ке ти простам, без разлика што си направил и не ми е грижа за нивната големина. О сине Адамов, и да стигнат твоите гревови до небото, па ми побараш опрост, јас ке ти простам и не ми е грижа. О сине Адамов, и да дојдеш кај мене со гревови колку што е целата земја, па да ме сретнеш без да ми припишува здруженик, јас ке ти дојдам со исто толку опрост и не ми е грижа за нивната големина." Возвишениот Аллах Азза ва Џел дури и на својот пратеник, најбогобојазливиот меѓу луѓето, му нареди искрено да му робува, искрено да му чини ибадет и постојано да бара опрост од него.
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Знај дека нема друг Бог освен Аллах и барај опрост за твоите гревови. И барај опрост за твоите гревови, а и за верниците и верничките. Па Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем постојано барал опрост и ноќе и дење. Дури и рекол за себе си саллаллаху алейхи ва селлем: "Валлахи инни ла астагфируллаха ва атубу илей фил јауми акthara min 70 марра." Се колнам во Аллах, јас секој ден барам опрос од Аллах азза ва џел и се каам повеќе од 70 пати. А пренесува Ибн Омар радијаллаху ан дека тие знаеле да му изброја на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем во едно седење, во еден меџлис 100 пати како вели: "Рабби гфирли ва туба алејја иннека антат тауабур рахим." Господару мој, прости ми и прими го моето покаяние, ти навистина си оној кој многу простува и милостив е. Само во едно дружење и во еден меџлис барал по 100 пати опрост од возвишениот Аллах азза ва џел. Вистинските верници постојано му се враќа на Аллах азза ва џел. Често се каат и бараат опрост, искрено, без очај и без упорно истрајување во грев. Нивните срца се исполнети со стравопочи кон Аллах азза ва џел, а нивниот живот е меѓу постојана свест за Аллах азза ва џел и правилно постапување и добри дела. Аллах азза ва џел ги опишува ваквите луѓе во неговата книга и вели: "Еллезина јекулуна раббана иннена аменна фагфир лана ذунубана ва қина азабан нар, ас-сабирина вас-садиқина вал-қанитина вал-мунфиқина вал-мустагфирина бил-асхар." Тие што велат: Господару наш, ние навистина веруваме, па прости ни ги гревовите наши и сочувај не од казната во огнот. Тоа се тие што се стрпливи, тоа се тие што се искрени и на Аллах послушни, и кои делет и тајно и јавно, и кои во последните часови од ноќта опрос бараат од возвишениот Аллах азза ва џел. О Аллахови робови, од Аллаховата голема милост е тоа што за истигфарот и поканието подготвил огромна награда и благослов. Честото барање опрост и враќањето кон Аллах азза ва џел се најголема причина за неговата милост и успех и на овој и на идниот свет. Лаула тастагфируна Аллаха лааллакум турхамун. Зошто не барате опрос од возвишениот Аллах азза ва џел, за да ви се смилува, за да ви укаже милост. И вели Аллах субханаху ва таала: "Ва тубу ила Аллахи џемиан ејюхал муъминуна лааллакум туфлихун." И покајте се сите кај Аллах, о верници, за да бидете успешни. Па ако сакаш успех, покај се кај твојот Господар субханаху ва таала. Кога истигфарот ке се прошири меѓу луѓето и доаѓа од искрени срца, Аллах азза ва џелле со него отстранува несреќи, казни и тешкоти од луѓето и општо од земјата. Па вели возвишениот Аллах азза ва џел: "Ва ма кана Аллаху муъадзибахум ва хум јестагфирун." Аллах нема да ги казни луѓето се додека тие бараат опрост. Нема да ги казни со општа казна се додека тие не се враќаат и не бараат опрос од возвишениот Аллах азза ва џел. Исто така еден од плодовите на истигфарот е тоа што тој носи благослов, проширена нафака, беричет во имотот и раст и напредок во животот. Аллах азза ва џел тоа јасно го спомнува преку зборовите на Нух алейхи салату вассалам: "Факулту стагфиру раббакум иннаху кана гаффара." И реков на мојот народ: барајте опрос од вашиот Господар, тој навистина многу простува. Юрсили самаа алейкум мидрара ва юмдидукум би амвали ва банин ва јаджал лакум џаннати ва јаджал лакум анхара. Ке ви испрати обилен дожд, ке ве помогне со имот и деца и ке ви даде градини и реки.
Оние што бараат опрос од Аллах Азза ва Джелле и се каат, Аллах Азза ва Джел им дава убав и мирен живот и ги облева со својата милост и благодат. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. Велит Аллах Азза ва Джел, барајте опрос од вашиот Господар и покајте се, тој ќе даде до одредениот час, до вашата смрт, убаво да проживеете и на секој дарежлив ќе им даде од својата дарежливост и добрина субханаху ва таала. Драги и почитувани браќа, не е доволно јазикот да бара опрост ако срцето останува врзано за гревот. Затоа имам Ал-Куртуби рахимахуллаху таала има еден поучен и добар говор, па вели рахимахуллах: нашите учењаци велеа, вистинскиот истигфар не е само изговор со јазикот, туку искрено покаяние од срце и прекинување со гревот. Ако човек бара опрос само со уста, а срцето му е решено да продолжи со гревот, тогаш и неговиот истигфар има потреба за истигфар. И тоа што барал опрост, а колку има што велете стагфируллах за некој грев, но тоа го велет само онаке, само ради реда, повторно се враќаат и повторно го прават она што Аллах Азза ва Джелле му го забрани, па исламските учењаци велет дека тој имат потреба да барат истигфар за тој истигфар што го бараше, што не е искрен, што не излегува од неговото срце. А некои други учењаци рекле, оној кај кого истигфарот нема да донесе резултат во неговото однесување, нема да биде искрено покаяние, тој е на вистина лажго, а оној што бара прошка за грев, а продолжува да живее намерно во него, наликува на човек што се подсмева со својот Господар субханаху ва таала. Затоа, браќа, истигфарот е врата што секогаш е отворена од страна на возвишениот Аллах Азза ва Джел, не затоа што сме безгрешни, туку затоа што Аллах субханаху ва таала е милостив. Па затоа кој искрено му се враќа на Аллах Азза ва Джел, сигурно ќе најде прошка, олеснување и нов почеток. Па затоа го моля на возвишениот Аллах Азза ва Джел да ги опрости нашите гревови и знајте дека барањето на опрост е исто така една најголемите врати за добар почеток и за добар влез во најодабраниот месец Рамазан кој е пред нас и кој го молиме на возвишениот Аллах Азза ва Джел да ни олесни да го дочекаме здрави. Барак Аллаху ли ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون وصلوا على خير البرية والهدى فقد أمركم الله في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في غزة. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في الشام عامة وفي غزة خاصة. اللهم انصرهم في سيناء. اللهم انصرهم في إفريقيا. اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أغثهم. اللهم أغثهم. اللهم أغثهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم يا رب العالمين. اللهم عليك بجنودهم. اللهم عليك بمكرهم. اللهم عليك بدباباتهم وسفنهم وطائراتهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين
المسلمين. اللهم بلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا صيامه وقيامه وصلاته يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.